Благодарам, председателе. Почитувани медиуми, почитувани граѓани, почитувани колеги пратеници. Денес расправаме за работата на најнеспособниот министер Цветан Трипуновски, за неговата одговорност пред земјоделците, сточарите, овоштарите, лозарите и одговорност пред граѓаните. Денес треба да добиеме одговори преку дискусијата дали министерот ја оправдал довербата што ја добил, дали реализирал тоа што било ветено и дали ресорот со кој што раководи има пропусти и скандали, поради која што е неопходна политичка одговорност. И на сите овие прашања одговорот е да, ниту реализирал тоа што ветувал, ниту ја оправдал довербата и е министер со најмногу скандали и пропусти во ресорот со кој што раководи. Кога беше именуван за министер, беа дадени големи ветувања. Земјоделците слушаа дека доаѓа нова ера, дека ќе има ред, зголемени субвенции, развој и достоинствен живот на македонскиот земјоделец. Еве, поречи си 2 години, што имаме денес. Имаме сектор кој што се соочува со огромни проблеми. Имаме земјоделци кои не знаат што ќе произведуваат следната година. Имаме сточари кои што се откажуваат од производството, имаме млади луѓе кои што не ја гледаат перспективата во земјоделството. И најважно, имаме министерство кое што повеќе се занимава со пропаганда отколку со решавање на проблемите. Состојбата во македонското земјоделство е алармантна. Исплатата на субвенциите доцни, земјоделците се уште не можат да аплицираат за нови субвенции, а во пресред на жетвата на пченицата и јачменот нема утврдено ниту производствени, ниту откупни цени. Наталожените проблеми ја прелија чашата, велат самите земјоделци. Поради состојбите во земјоделството и како што велат земјоделците, погрешните политики што доведоа до дополнително ослабување на домашното производство, самите земјоделци бараат смена на министерот за земјоделство Цветан Трипуновски. Доцни исплатата на субвенциите. Немаме средби со Министерството за решавање на наталожените проблеми. Жетвата е на прагот, а производствените откупните цени на житарките се уште не се познати. Дополнителен проблем се и договорите на земјоделско земјиште, кои не се стават во владение, како и многу други прашања за кои институциите треба да понудат решение, изјави пред 2 дена член на Асоциацијата на земјоделци. Од Националната земјоделска мрежа ги потврдуваат забелешките на земјоделците и оценуваат дека македонското земјоделство е жртва на лошите политики што се водат во ресорното министерство. Оттаму велат дека немат никаква соработка со министерот Цветан Трипуновски и дека токму поради тоа аграрниот сектор е доведен во ваква загрижувачка состојба. Од Сојузот на земјоделци од Струмица ке изјава дека земјоделците се револтирани од состојбите во секторот и дека не гледат можност за подобрување без промена на раководството на Министерството за земјоделство. Ке изјават: субвенциите доцнат, а поради тоа земјоделците не можат да аплицираат ниту за новите мерки за поддршка. Со ваквата состојба директно се доведени во прашање обстанокот на македонскиот аграр. Најголемиот дел од субвенциите требаше да бидат исплатени во март, а остатокот до крајот на јуни. Меѓутоа, нема ништо од тоа. И ако новие сведоштва на земјоделците ги додадеме намалените субвенции за тутунот од 100 денари на 80 денари, кои што се уште не се исплатени, и тоа во екот на садењето на тутунот и во време кога тутунарите ја имаат најголемата инвестиција. Намалените и неисплатени субвенции на сточарите, намалена откупна цена на млекото. Пред 2 години патем млекото се откупуваше по цена од 34 денари за литар. Денес производителите добиваат 24 денари со најава на уште дополнително намалување. Во исто време цените на сточната храна, ветеринарните услуги, горивото се поскапи од било кога. Фарми се затвараат, Министерството молчи и не превзема ништо.
доцнат субвенции за градинарство, за полјоделски култури, за живинарство и за пчеларство. Цената на откуп од воекот на сезоната на младиот компир е 14 денари, на доматот 25 денари, на пиперката 20 денари, зелката 4 денари. Сега, министер, отидете во Струмице на средба со градинарите, како на крајот од мај 2024 година, пред да бидете именуван за министер, кога им ветувавте ред, поддршка и дека ќе застанете зад земјоделците. Отидете на откупните пунктови и соочете се со револтот на земјоделците. Затоа што од вашите ветувања останаа само билбордите, пресконференциите и долгиот список на неисполнети ветувања. Ветувавте по големи субвенции, не само што ги намаливте, туку и не ги исплаќате. Ветувавте нови системи за наводнување, ветувавте рестартирање на преработувачките капацитети. Ветувавте нова ера за земјоделството. Да, нова ера, ама не им рековте на земјоделците дека ќе биде камено доба. Не им рековте дека ќе биде ера на разочарување, а сега земјоделците токму вас ве подсетуваат дека старата ера, која вие ја критикувате, била златно време, ама вашата пуста желба за власт и неспособност уништи се. Земјоделците, министер, во новата ера добиваат помалку субвенции, помалку поддршка, помалку сигурност, ама добиваат повеќе страв, притисоци и понижување. И тоа е сликата за ресорот земјоделство, која покрај лошите политики се соочува и со сериозни скандали што го потресува секторот. За период пократок од 2 години, 2 директори на институции под ваша надлежност се уапсени под сомнение за корупција и примање подкуп. Прво беше уапсен директорот на платежна агенција, потоа и директорот на Државниот инспекторат за земјоделство. Ама наместо ред, законитост и реализација, на ветувањата денес зборуваме за уапсени директори, уапсени службеници од кабинетот на министерот и нарушена доверба во ИПАРД системот. И тоа не е ред, министре, тоа е сериозен пораз на институциите. Тоа значи дека државата која што со години беше представувана како успешен корисник на европските земјоделски фондови, денес се соочува со сериозно нарушена доверба. Кога таа доверба е разрушена, поради корупцијски скандали, штетата не се мери само во милиони евра. Се мери во изгубени инвестиции, пропуштени можности. Се мери во изгубени години за развој на македонското земјоделство. И тоа е прашање на политичка одговорност, затоа што одветен европски развој не донесовте во европска недоверба. Политичка одговорност мора да има, затоа што вие ги предложивте тие луѓе, вие им ја дадовте довербата и вие раководите со ресорното министерство. Кога еден директор ќе биде уапсен, тоа може да биде индивидуален случај. Ама кога двајца директори од истиот сектор ќе бидат уапсени, тогаш тоа веќе е сериозен системски проблем. Тогаш прашањето не е што направиле тие. Сите знаеме што направиле. Прашањето е што направил министерот да го спречи тоа пред да се случи. Колку скандали се потребни за некој да понесе политичка одговорност? Колку нарушена доверба треба да има за да се признае дека немате капацитет за таа функција? И продолжете да се смеете, со тоа покажувате дека немате капацитет ниту доблест, оннака достојно да го изслушате тоа што го зборуваат пратениците од Социјалдемократскиот сојуз. Смејте се затоа што уште малку ќе седите на овие клупи овде. Земјоделецот, министер кој произведува храна за оваа држава, заслужува почит, а не понижување, заслужува институција која што ќе му помогне, а не институција која што ќе се користи за политички маркетинг. И ова е интерпелација за принципот дека никој не смее да биде заштитен од одговорност, кога имаме незадоволни земјоделци, кога имаме недостиг на резултати, нарушена доверба на институциите, кога имаме апсења на високи функционери во ресорот, тогаш собранието има обврска да испрати јасна порака. Порака
дека политичка одговорност мора да има. Од тие причини е поднесена интерпелацијата и се надевам дека сите колеги ќе ја поддржат истата. Благодарам. И јас ви благодарам. За реплика се јави прв министерот за